Македонија има негде $6,500 GDP по глава на жител, значи негде 8 пати помалу од Германија, Аустрија, негде 13-14 пати помалу од Швајцарија. И нормално луѓето бараат подобар живот. Економскиот фактор е се уште главната причина за масовната миграција од државата, вели за Глас на Америка професорот по макроекономија на Државниот универзитет во Тетово, Петрит Положани. Но се поголема причина за тоа, вели, стануваат и актуелните општествено-политички текови во земјава, како што се вработувањата по партиски клуч. Нашата земја е јако корумпирана земја. Непотизмот присутен, скајната партизација, значи губење на вредност, апсолутно еден фактор кој што јас многу делува кај младото население. За 2 децении за 9,2% се намалил бројот на население во Северна Македонија или за околу 185.000 жители. Во земјава според последниот попис живеат 1.836.713 граѓани, додека надвор од неа 260.606 лица. А ова бројка според Светската банка е негде околу 600.000. Прво пописот ќе беше пореален ако немаше прекид. Значи, прошлата година, во април имаше прекид на пописот и кога имаше замах за пишување на диаспората, тогаш се прекина. Поголем дел од македонските општини останале без добар дел од своето население. Најкритична е состојбата во помалите, како Центар, Жупа и Маврово Ростуше, кои изгубиле околу 42% од жителите, но и Кичево со речиси 31%. Овие податоци треба да бидат аларм за државата и незините институции за изработка на квалитетна програма и носење соодветни политики за намалување на миграцијата и враќање на диаспората. Државата мора да припреми план, мора да приpravi проект кој што ќе опфаќа еден широка лепеза на мерки, од кои би требало и да има и олеснување и од монетарен аспект и од фискална политика, зашто да не? И да се стимулира, значи парите од надвор да идат овде да се инвестира. Тој како позитивен пример ја посочува Турција, која во 2012 година отворила специјална програма за мигрантите турци, но и Хрватска, која дава по 26.000 евра за секој граѓанин кој ќе се врати дома. И познат е турскиот сивен картон, со кој сите граѓани на Турција што емигрирале, може да се вратат во Турција и да инвестираат равноправно со сите други турски граѓани. И со тоа Турска имаше еден јак силен развој, значи од 2001-2007 година се движи негде развој 7%. Овој попис покажа и дека дури 207 села во државата се целосно иселени. Од Охрид за Глас на Америка, Мики Трајковски.